градењето на личноста на детето почнува од основно образование, доколку би било во средно веќе е оформена, имаме до некаде оформена личност. Тоа не е толку голема табу тема колку што нашите родители и нашето општество ја прават дека е. Дека оваа сексуална едукација е потценета од нас. Уште во основно треба да се воведе сексуалното образование. Сите истражувања покажуваат дека младите кај нас сакаат сексуално образование. Јас сум за воведување на сексуално образование, но сметам дека во основно е прерано и дека треба во средно. Зашто? Дека сме во држава кај што воопшто не постои сексуално образование и се уште е табу тема. И дека во основно се зборува за деца до 14 години кои што повеќето не се сексуално активни. Сметам дека доколку наеднаш им се натрупаат премногу информации на таа возраст, дека ќе бидат премногу заинтересирани да откријат се повеќе, дека ќе следат до некои фатални грешки кои што после самите ќе се кажат зашто брзале, зашто туку наеднаш им дошли информациите. И проблемот е исто во стручниот кадар. Сметам дека немаме доволно стручен кадар за да имаме и во основно и во средно образование. И дека треба малку да се почека процесот, дека прво треба да се инфилтрира за во средно образование, односно да имаат барем 16 години, затоа што тогаш веќе е таа нормална појава кај соучениците и дека да знаат дека не е таа табу тема и дека во основно сепак е прерано и дека може се уште да бидат под влијание на нивните родители. Сметам дека сексуалното образование треба да се воведе во основно, бидејќи сексуалното образование не е само за сексуалната активност на луѓето, туку е и нешто повеќе. Треба децата да се научат да почитуваат приватност и интимност на другите луѓе. Треба да се научат децата дека тоа не е толку голема табу тема колку што нашите родители и нашето општество ја прават дека е. Тоа е сосема нормално нешто кое што треба сите да го знаеме, за кои ние, да кажам, повозрасните деца сме свесни, но има голем број на деца и на возрастни кои го сметат тоа за табу, што не треба да е така, бидејќи тоа не е толку лошо и треба да бидеме поотворени во поглед на таа тема. Јас сум за воведување на сексуалното образование уште во основно, поради тоа што во последните години, според резултатите на истражувањата на Светската здравствена организација и други организации поврзани со сексуалното образование, резултатите е покажано дека во последователните години младите се повеќе се наслонети кон незаштитено и ризично сексуално однесување, што ни покажува на сите дека треба уште на млади години да се воведе ова образование и истите млади личности да бидат едуцирани како да се однесуваат без при тоа да дојде до некоја несакана последица, односно бременост или некаква инфекција. Јас исто така сметам дека сексуалното образование треба да се имплементира уште во основното училиште и тоа од неколку причини. Првата е затоа што во основно образование, односно најмали години, ќе може, доколку би се вовело сексуалното образование, би дошло до промена на морални вредности. И сега претходно спомнавме сексуално и активни и други аргументи без спомнати, но беше спомнато дека и тоа опфаќа и учење на односите со нашите врсници, како со постарите, и доколку тоа би се вовело уште во основното образование, би биле повеќе свесни и со тоа би се намалил процентот на сексуално злоставување и сексуално насилство во подоцнежните возрасти. Исто сакам да додам дека градењето на личноста на детето почнува од основно образование, доколку би било во средно веќе е оформена, имаме до некаде оформена личност, што би значило дека потешко би било нешто да промениме. Со самото тоа почнување од прво одделение, со тоа што ќе биде програмата соодветна за секој одделение направена, ќе донесе до тоа да имаме поздрави млади кои што размислуваат разумно и не се впуштаат во нешто каде што се чувствуваат загрозени.
Јас тотално не се согласувам со тебе дека мора од прво оделение, затоа што сепак зборуваме за многу мали деца. Значи, да, се согласувам дека треба сексуално да се едуцираме, треба да знаеме како да се заштитиме од болестите, но да бидеме реални. Во основно, кога имавме ние теми на крај 8 оделение за основно за полова репродукција и за размножување, сите се смеевме, никој не беше сериозен. Зашто? Дека оваа сексуална едукација е потценета од нас. Дека до 14 години ние не сме свесни за самата сериозност на оваа програма, дека е многу битна за ние да се заштитиме. Веќе на 16 години, како што кажа, веќе до негде сме изградени личности и сваќаме дека ова е потребно за понатака за нас во животот, за како и да се заштитиме и како да бидеме свесни да не се осудуваме едни со други, затоа што бидеме реални 13 години дете да спореди со 16-17 години веќе развиена личност е многу компаративно. Јас не се согласувам со тебе, бидејќи за сексуалното образование, како што кажав претходно, не се учи детето само на тоа колку треба да биде предпазливо во неговата сексуална активност со неговиот партнер и во неговата интимност. Во сексуалното образование треба да се воведат повеќе, како да кажам, теми или различни размислувања. Треба да со сексуалното образование треба ние да ги подучиме децата, да се подучат децата дека тие треба да ги почитуваат нивните интимни партнери, не само нивните интимни партнери, туку и нивните пријатели. Тоа многу малку се гледа во денешницата, сите сме биле сведоци на малтретирање од страна на едниот врз другиот партнер. И сметам дека баш тоа е некој недостаток на информации или на образование кај луѓето во поглед на сексуалното образование. Дали не мислиш дека тоа баш ќе воведе контраефект, дека што повеќе информации ќе добијат наеднаш, дека ќе бидат полюбопитни што побрзо да дознаат што се случува и дека се побрзо и побрзо ќе се дешаваат работите, дека веќе на 3-14 години толку ќе бидат љубопитни за оваа тема. А нели сметаш дека од 16-17 е веќе нормална годишна возраст за да се воведе ова образование, каде што веќе младите хормонски се сексуално активни? Сексуалното образование нема да ги учи младите дека оние треба да бидат полюбопитни, туку ќе им има дадено до знаење кога е нормално за нив да почнат со сексуална активност, дека сексуалното образование треба да ги научи дека децата или луѓето, дека треба да бидат сексуално активни кога тие сметаат дека се 100% сигурни во тоа што тие ќе го направат со кој да го прават тоа. Јас мислам дека има и контраефект, односно веќе има одредени петиции во други држави да се укине сексуалното образование од родителите затоа што они сметаат дека ја губат моралната вредност, дека децата ја губат, детската невиност се губи, дека до 3-14 години реално сме ептен деца и дека треба да уживаат во тие години, односно да си играат, се да прават, дека сепак е прерана возраст. Јас се согласувам дека е морално ова да се воведе, но сепак ние на 14 години не сме доволно зрели, како што кажав, ние во Македонија на 13 години кога имавме една проста тема на полово размножување, ние не бевме сериозни цел час, се смеевме, си дофрлувавме и така натаму и така натаму. Затоа постои едно одредено приспособување на програмата. Постои приспособување за секоја година, како што имаш приспособување на предметот биологија. Ти да го учиш исто што го учиш во 6-то оделение или 7 оделение, ако не сум грешка, кога почнува да се учи биологија и во 3-та година, нема да е исто. Така да затоа треба да има приспособување, односно во прво оделение дефинитивно нема да се учи тоа што би се учело во прва година средно или втора година средно. Во однос на тоа постоело начин каде што имало ова во Македонија, каде што имале приказни кои што биле во основно на темата сексуално образование, но кои биле укинати претходно. Јас би се навратил повторно тоа што го напоменав на почетокот, дека според последните резултати од истражувањата на организациите кои се занимаваат со ова, се покажало дека во последните години младите се почесто на помала возраст се изложуваат на ваква сексуална активност и затоа е потребно да не ги оставиме тие самите да го дознаат тоа поради нивната љубопитност, туку да ги насочиме, односно овој систем да ги насочи што би требало да биде правилно и како тие би требало да се однесуваат и при тоа да им се дозволи да видат дали они се спремни психички и физички да го извршат тој акт. Затоа што ако ги оставиме сами на себе, тие од љубопитност ќе почнат да истражуваат како што самиот напомена и може да дојде до несакани последици како сексуално преносливи инфекции или пак
несакана бременост. Се согласувам со сите вас и мислам дека теоретски на хартија звучи ова одлично. Но сепак да се навратиме во реалноста, дека сепак оваа држава кај што се уште не е на толку високо ниво оваа свест, дека сметам во пракса ќе биде тотално фатално. Дека сепак го немаме потребниот стручен кадар, дека треба да пројде некое време одредено за да може како прво да ги свестиме 7, 8, 9 оделенците за сериозноста на оваа тема, дека веќе ние трета и четврта година да кажеме, веќе имаме одреден пристап до информациите, веќе ја знаеме сериозноста на оваа тема, а во основно теоретски звучи супер, дека според докажувањата дека било воведено во основно и ги терало децата да не претражуваат толку, да бидат посвесни, сепак во пракса тука не верувам дека би можело да се изведе. Дека треба да помине одреден процес за да ние кренеме свеста прво на постарите за сериозноста, затоа што се уште постојат конзервативни родители кои што веруваат дека ова ќе ги уништи нивните деца, па тек потоа да се воведе и во основно. Баш бидејќи ова е табу тема за оваа држава како Македонија, треба да се воведе сексуалното образование, бидејќи многу често можеме да видиме и дека децата се огледало на родителите. Ако родителите се конзервативни, тоа може да се пренесе врз нивните деца. За нивните деца да ги направиме по-open-minded people, треба да воведеме сексуално образование како и уште неколку предмети кои би им помогнале на децата во нивниот раст и во нивниот развиток како возрастни луѓе. Како што спомна, дека ако во пракса се ова супер звучи теоретски, ако во пракса не би било вака, не би изгледало вака, туку би било еден тотален хаос. За имплементација на една програма, образовна програма, според прописи траат 10 години. За да се воведе нешто мора да се спреми, така да ќе се спремат и родителите, и учениците, како и наставниот кадар. Тоа не можеме ние истото, доколку би го вовеле одма како редовен предмет во средните училишта, ќе биде тотален хаос, бидејќи ни учениците не се спремни за тоа, ни професорите, а камоли родителите. Може ќе има позитивен ефект, но сепак има и доста негативен ефект ако така неспремно и одма се внесе. Затоа се прави една припрема, се спремаат сите кои што се во образовната институција и со тоа би се анулирале тие не се спремни сето тоа за уште да биде во основното образование. Сексуалното образование треба да се воведе, но треба да биде воведено во средно, затоа што како што кажав, се уште не се доволно зрели младите до 14 години отворено да зборуваат со професори и меѓу себе и сметам дека до 14 години треба да биде оставено на родителите, а веќе од 15 и 16 години треба да се воведе сексуалното образование постепено, особено во држава како што сме тука, затоа што тука се уште е табу тема сексуалната едукација. Сметам дека треба да се воведе сексуално образование уште во основна, за да ги подучиме децата на почит кон нивниот партнер, како и кон сите други. Сексуалното образование да ги учи децата на нивната интимност, но исто така и да ги учи како да се ги почитуваат и сакаат своите тела, без разлика на тоа какви се. Уште во основно треба да се воведе сексуалното образование, затоа што тие треба да бидат едуцирани и свесни во што се впуштаат и како се однесуваат. Треба системско решавање на проблемот. А системското решавање на проблемот е уште ако во основно се воведе сексуалното образование, со тоа што верувам дека ќе дојде до тоа промена на моралните вредности кои што ги имаме сега, кои што ќе донесат не само до промена за сексуалната активност и колку ќе бидат заштитени, туку и во многу различни сфери. Над 80% од родителите се за воведување сексуално образование. Над 90% од младите се за. Пилот проектите се најавени за догодина.